да се тука, кој пари тоа си? Ангела. Почне да го лесно. Да се слушаме почнување полека, со малку запослување. Почитувани сограѓани, почитувани советници, представници на општинската администрација, директорке на градинката, почитуван представник на електронската платформа, која што денеска ја стартуваме и првата седмица по електронски начин. Дозволите ми во својство на председател на Советот на општина Делчево да ја отворам четвртата седмица на Советот на општина Делчево. Дозволете ми да го прочитам предложениот дневен ред. Усвојување на записник по третата седмица на Советот на општина Делчево, одржана на 30.12.25 година. Предлог дневен ред на четвртата седмица на Советот на општина Делчево. Предлог програма за работата на Советот на општина Делчево за 2026 година. Предлог решение за назначување ликвидатор на локалниот историски, археолошки, етнолошки и природно-научен музеј на град Делчево, Пијанец Делчево. Точка број 3. Измени и дополнување на правилникот за утврдување на критериумите, услови и постапка за доделување на еднократна парична помош. Решение за именување во надзорниот одбор за контрол на материјално-финансиското работење на НФК Драгалница Делчево. Решение за именување на членови во надзорниот одбор за контрол на материјалното финансиско работење на НФК Делчево. Точка 6. Предлог за трајно давање на користење на недвижни ствари, службени простори на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апсалов Делчево. Предлог одлука за трајно давање, односно користење движна ствар, товарно специјално положно возило на јавното комунално предпријатие Драгалница Делчево. Предлог програма за извршување на јавни работи за 2026 година. Точка 9. Предлог одлука за ослободување на партиципација на децата роми на возраст од 3 до 6 години за престој во детските градинки, што се во социјален ризик за учебната 2025 година, 2026 година. Предлог програма за заштита за социјална заштита на општината Делчево за 2026 година. Точка 11. Предлог одлука за именување на чинови за Советот за социјална заштита на општина Делчево. Точка 12. Програма за еднакви можности на мажите и жените на општина Делчево и работа на Комисијата за еднакви можности за 2026 година. Измени на годишниот план за вработување на општина Делчево за 2026 година. Предлог програма за комуникација со јавноста и промоција на општина Делчево за 2026 година. Предлог одлука за формирање на комисија за унапредување на правата на пациентите. Точка 16. Одлука за формирање на Совет за јавно здравје. Точка 16. Предлог одлука за формирање на Совет за заштита на потрошувачите. Предлог одлука за отпочнување на активности за редовно ажурување на процената на загрозеност на подрачјето на Делчево. Точка 19. Предлог одлука за финансирање на поддршка на нашиот сограѓани Дарко Тасевски. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект стамбена зграда број 2 по барање на лицето Стојне Величков. Предлог одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од планскиот опфат, стамбена куќа број 2 по барање на Стојне Величков. Точка 22. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од планскиот опфат, бидејќи односно објектот со намена ФИП-5, други објекти на земјоделско земјиште, зграда број 1 по барање на Горан Чујванов. Предлог одлука за верификација на мандат на членови за Совет на млади. Точка 24. Предлог одлука за усвојување на годишна програма за работа на Младинскиот центар Делчево за 2026 година. Точка 25. Предлог одлука за парична помош по барање број 21 161/7 од 21.2026 година. Точка 26. Предлог програма за изработка на логистички план на подрачјето на општина Делчево за 2026 година. Точка 27. Предлог програма за утврдување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2026 година. Точка 28. Предлог програма за изграда, реконструкција, рехабилитација и одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Делчево за 2026 година. Предлог програма на активностите на општината Делчево во областа на превенцијата, заштита и спасување од елементарни и други непогоди.
Точка 30. Решение за именување на управен одбор во општинската јавна установа за деца, детската градинка Весели Цветови Делчево. Точка 31. Одлука за прифаќање донација од друштвото за тргови и услуги МД Rentals Доел Скопје на нова вакуумска метланка, односно машина за чистење на улиците. Точка 32. Одлука за резервирани средства за надоместок за одземен имот во буџетот на општина Делчево за 2026 година. И точка 33. Прашања и предлози. Почитувани советници, ова е дневниот ред. Отварам расправа. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Игор Гошев. Председател на совет, почитувани колеги советници. Барам од дневниот ред да се тргнат две точки. Точка 4. Решение за именување на членови во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП Брегалница Делчево и решение за именување на членови во управен одбор на ЈКП Брегалница Делчево. Од деловникот член 59. Покана за седница на советот им се испраќа на сите членови на советот, најдоцна 7 дена пред денот определен за одржување на седницата. Заедно со поканата на членовите на советот им се доставува предлог на дневен ред и соодветен материјал за прашањата што се предлагат на дневен ред. Може да види јавноста дека ние добивме најпрво не е одлука, туку е решение со празни линии за членовите. Затоа барам да се поличат овие две точки. Благодарам. Благодарам. Однос на точка 4, однос на точка 5, ние неколку пати дискутиравме на тоа. Сега исто така во овие две точки имаме представник во општината кој што и по неколку пати ги обозлагаше, исто така и ќе ги каже и кандидатите кои ќе бидат за овие два управни одбори. Така да сите ќе бидат запознати со кои ќе бидат кандидатите, односно дали ќе помнете нема да помнете. Да, ама ние треба да ги имаме за да бидеме спремни, да знаеме за кој ќе гласаме. Да мола представникот на општината Иван Ивановски, господја, да се произнесе. Материјалите што ги добивте? Имаше однос. Беа со празни редови, да, точно е, бидејќи не беше завршена до предпоставката. А доколку ние ги пратихме материјалите, значи требаше да биде до наредна седница, а знаете дека одлуките на јавното предпријатие се донесуваат најголем дел со одлуки првично на управниот одбор. За да не губиме време, значи беше изготвена одлуката, а бидејќи интервјуто беше вчера, значи успеавме, знаете дека беше јавниот повик значи од 12 до 16, значи за неполна недела и пол успеавме да спроведеме и административната селекција и интервјуто на кандидатите и сега нема толку простор за да можеме ние 7 дена пред седницата да ги доставиме и имињата, бидејќи целата постапка не можеше, значи, и законски да заврши. Благодарам. Сепак предлогот, односно предлогот за точка број 4, односно решение за именување на членови во надзорниот одбор и точка број 5 за именување на членови во надзорниот одбор по односно предлогот на поединечко прво точка број 4, односно предлогот на Игор Гошевски го ставам на гласање. Те повикам да гласаме кој е за овој предлог. Да. Кршење деловникот го крши за работа. Само може да гласаме нешто што го крши деловник за работа. Давате предлог, вие го ставаме на гласање. И ќе изгласаме кршење на деловник на работа. Ама не значи дека ако имаме мнозинство можеме да кршиме се тука. И деловник, и статут, и се. Треба да има некој ред што ќе се запази за како да работи. За секој ситуација има што кажа представникот на општината, администрација, има например некои инцидентни и хитни дешавки или моменти кои што например повеќе ќе биде во интерес да помогнеме на јавното предпријатие отколку да му одмогнеме. И уште на првата седница и на многу други седници потенциравме личните и партиските интереси да ги тргнеме на страна, а да гледаме да работиме во интерес на општината и на нашите сограѓани. Нема партиски интерес и личен интерес во почитување на
Има ли интерес што побрže да стане и да ги го формираме фактички надзорниот и управниот одбор да почне ова колабирано јавно предпријатие да работи или така да го остави? И за распишувањето на конкурсите за двете точки гласавме за добро на јавното комунално предпријатие. Ама мора да има ред по кој ќе одиме да работи. Има ред, ама на пример ако сега ние фактички одложиме седмицата и да чекаме да се одбената за добри навијани, значи до јануари нема да е седмица, а многу институции чекаа форумот да изведеме паса. Понавремено треба да се планираат работите. Може би завршат и на место, но не може се да биде 100% што е, што да прави. Има секои ситуации. На колегите советници оставаме. Надеваме се дека властта там ќе биде точка број, односно предлог по точка број решение за именување на членови, односно што беше предлогот на Игор Вршински за да биде тргната, ја ставам на гласање. Кој е за? Имаше предлог Игор Вршински да... Ќе додадеме точка. Ајде да дадеме точка. Предлог за да биде тргната. Значи, рековме пред малку, ако има такви точки, сега пошто прва седмица, пошто кој знаеме само седмица како ќе треба да се одвива седмицата и точно се задават, пред време ќе се каже дека не се доставени поштреби, ќе се внесе во системата. Това не е точка. Това не е точка. А това после ќе се събере. Кој беше за? Четворица така? Така против? Возложен? Возложен имаше некој кој... Исусе, воздружен и против? Добро. Констатирам дека предлогот на Игор Вршински е одбиен. Другиот предлог за точка 5, решение за именување на членови во надзорниот одбор. Истиот го ставам предлог на гласање. Кој е за? Четворица. Против? Воздружени? Нема. Констатирам дека и двата предлога не се усвоени. Дали некој барем друга збор во однос на... Дорано само во електронската форма од број 5 решение за именување членови треба да стои на управен одбор, не на фаза надзорен одбор. 4 и 5 се исти. Да, сгрешно. Ќе се правиме да се Има такви грешки, че ги трябва да ги споеме во народното. Дали некој борава спорт, Тони Стаменковски проверете? Барам точката со преден број 26 од програма за изработка на ресурски плани на подача на опција за точка за 2026 година да биде раздвоена на посебни точки, кои тоа што се работи за различни правни акти со различни последици и области. Спојувањето во една точка е намалува транспарентноста и ја се ограничува социјалистичката расправа и го онемоможува поединечното одлучување. Доколку точката да не се раздвои, барам исто да биде повлечена и повторно доставена со цялостна документација. Имаме доставени барање до архива. Истото остава на гласен. Кој е за? 4. Против? Воздржан? Констатирам дека не усвоено. Усвоено? Не. Усвоено? Ще да видим. Сега проверуваме. 4. 4 сте за. Катерина, Горан, Игор и другите против. Воздржани. Другите се воздржани. Дали некој бара друг збор по однос на предложениот дневен ред? Никој не бара.
збор по однос на дневен ред. Почитувани светци, повикувам да гласаме за истиот. Кој е за продолжениот дневен ред? Гласаме за продолжениот дневен ред. Кој е за? Втората точка. Да, извинете за това што е електронски и така. Првата, односно предлого, усвојување на записи во третата седмица. Започнем гласањето, кој е за да гласам? За усвојување на записи во предходната седмица. Како? Има, не треба. Кликни на документ. Како? За трета седмица. Добро, бараме разбор кој разбор однос на усвојување на записи во трета седмица. Тоа е сте рекли. Забелешка, значи, во точката, во записите кој што стои 11 точка, Страна која? 16 страна, 11 точка, каде мој излагање има јас, за запоследни тони Ставековски, кои тренета дава ова точка се силно дневен ред, што повеќе пишки праша како на кој начин вредна почна цена 2600 денари и метри. Значи, грешката во записникот е страна 16, да, 11 точка. Каде што моје излагање направена е грешка сега, не набера е сигурно. Да. Можеме да те прочитаме, зашто За збор се јави Тони Стаменковски, кој истина дека барал ова точка се сигурно од дневен ред. Од повеќе причини праша како на кој начин одредена почетна цена 1600 денари метар квадратен. Значи тука доле гледате, 13 точка. На 16 страна 13 точка. Да. Значи, не е во ред да се даваат непополни неточни податоци без целосна документација. Јасно образложени и целосни информации во врска со оваа програма. Барам од председателот пауза на 1 час. Немам наведено јас лично за да се направи корекција на грешки да се подобри нов материјал. Тоа го немам изјавено. Второ, по паузата од страна на Горан Петровски беа дадени нови материјали светлински, коригирана програма. Тој се јави за збор, не се јави за збор, тој се јави за збор. Ама тоа беше претходно. Значи не е наведено дека после паузата јас сум се јавил за збор и имам. Значи тука не е точно напишано кој се јавил за збор и кога се јавил за збор и кој кажал дека има грешки. Значи Горан Петровски нема кажано дека има грешки во локација 8, локација 9, кога го имам изјавено пред паузата. Тоа дека сум кажал да се направи корекција на грешките, да се подобри нов материјал и покажи. Забелешките на записникот се усвојува без насаѓа, да. монети, тоа е посмени, да. Да. Оттеко на седмицата ќе дам пауза, тогава ќе овој лист ќе биде значи нов со таа содржина што имате ви и ќе ви биде доставено на сите. Окей ли тоа е? Значи што тие забелешки од тони, други апомане. По однос на ова точка, односно усвојување на записникот од третата седмица, дали некој бара друг збор? Не да. Почитувани, ве повикам да гласаме. Со забелешка под тони. Со да. Со измените. Да, беше Да, да. Сите гласаме електронски. Имаме пазарчето кога се гласа, не? Назовем кој е за, назовем. При мене црно-бел. Ставате сино се. Това? Па на Сибија. Това е гемберски. Гласањето заврши. Гласале 15 души, од кои 14 за, 1 не гласа. Имам дека Кој не гласа? Кој е узнал? Чекай, нешто има проблем, Дејан, со... Чекай, Дејан не може да се... гласале ти? Не може. А? Не може. Не може, изобро не мислам. Ништо тоа е повторно гласање, ќе извинувам се уште еднаш.
молам да гласаме. Значи така, има еден не гласал, така си останува, така да е. Нема да е грешка. Ќе седиме трудно. Не, Дијане, да сад тука, Ацка. Телефон се блокира. Добро, само окей. Сега се те глас. Добро, јас сега ме покажам. Да. Констатирам дека е усвоен записник до предната седница, односно гласале 15 за. Одиме на точката, односно предлог на дневниот ред. Ве повикам да гласам. Гласаме за предлогот предложен на... Како? Сега се гласаме за предлогот за дневниот ред на четврта седница. Така. Готово се заврши. Гласањето е завршено. Гласале за 11, против 3, 1 водржан. Констатирам дека дневниот ред е донесен. Одиме на точка број 1. Предлог програма за работа на Советот на општина Делчево. Ова точка е програма за работа на Советот на општина Делчево и истата надлежните институции, односно единици на локалната самоуправа, утврдени со Закон за локалната самоуправа, статутот и деловникот на Советот представуваат основа за донесување на програма на Советот на општина Делчево за 2026 година, со цел да се обезбедат услови за остварување на надлежностите, извршување на својата функција, както и обезбедување на пристап на сите заинтересирани субјекти. Советот ја промовира својата работа, при тоа на транспарентен начин презентирајќи ги основните насоки по кои се раководи во текот на целата 2026 година. Програмата во текот на целата година ќе биде отворена за секој нов предлог и истиот е добредојден ако тоа значи збогатување и подобрување на нејзиниот квалитет. Врз основа на доставените предлози од овластените органи кои се јавуваат како изготвувачи и прилагачи на работен материјал во својата област, секоја година се изготвува програма за работа на Советот на општина Делчево. Така е изготвена и програмата за работа на Советот на општина Делчево за 2025 година. Во текот на оваа година ќе бидат разгледани и други материјали кои во оваа програма не се вклучени од било кои причини. Програмата представува насока за работа на Советот, исто така и е отворена за теми кои се во надлежност на локалната самоуправа. Но исто така пред Советот може да бидат разгледани извештаи, информации кои се од важност за граѓаните на подрачјето на општина Делчево, а ги изготвуваат и превладаат подрачните единици на државните органи. Во основа на напред наведеното, дадените предлози и согласување на стручните служби во општина Делчево, програмата за работа на Советот на општина Делчево за 2026 година ги е поделена. Се надам дека сте ја разгледале. Малку е долга, но ќе ги прочитам барем називите кои ќе се ставени тука. Точка 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Делчево за 2026 година, за квартал 4, годишна пресметка и годишен извештај на општина Делчево за 2025 година, програма за напредување на градежното земјиште на општина Делчево на подрачјето на општината, програма за изградба на реконструкција и одржливи општински патишта и улици на општина Делчево за 2026 година, програма за управување со отпад во општина Делчево за 2026 година, програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2026 година, одлука за давање согласност на програмата на ЈПК програмица Делчево за 2026 година, програма за социјална заштита за 2026 година, програма за одржување на јавната чистота за 2026 година, полугодишен извештај на работата на Основното општинско училиште Вачо Прке Делчево, годишна сметка за 2025 година за Вачо Прке Делчево, годишна завршна сметка, извештај за реализација на материјално-финансиското работење за 2025 година, полугодишен извештај за работата на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски Делчево,
годишна сметка на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски Делчево, годишен план за вработување на општина Делчево за 2026 година, одлука за организација и начин за извршување на задачите на општинската администрација, одлука за утврдување на висината на бодот за пресметување на плата во детските градинки Весели Цветови, 17, одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работа по време на детската градинка, одлука за усвојување на годишната пресметка во ЈПК Бргалница Делчево за 2025 година, одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈПК Бргалница Делчево, одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈПК Бргалница Делчево за периодот од 1.1.2026 до 31.3.2026 година, одлука за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца, одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката документација, одлуки за утврдување на потребата за изработка на донесување за потребите на општина Делчево и заинтересираните странки, одлука за поддршка на проектите од програмата ИПА прекогранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија преку Министерството за финансии, одлука за поддршка на проектите од Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, одлука за поддршка на проектите на Бирото за регионален развој, одлука за поддршка на проектите преку Канцеларијата за Источно-Планскиот регион, програма за управување со отпад, програма за определување на општинскиот патиш на подачата на општина Делчево, програма за јавно осветлување, квартални извештаи за извршување на буџетот на општина Делчево за вториот квартал, годишна програма за Основното општинско училиште Ванчо Прке, годишни извештаи за работата на општина Ванчо Прке, годишен извештај за работата на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски, годишна програма за работата на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски, годишна програма за работата на Средното општинско училиште Мома Брицо, одлука за усвојување на 6-месечни извештаи за финансиското работење на ЈПК Бргалница Делчево од периодот од 1.1 до 36.26 година. Ребаланс на буџетот на општина Делчево, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Делчево за третиот квартал, одлука за усвојување на измените и дополнување на буџетот на општина Делчево, годишен извештај за работата на Средното општинско училиште Нова Брицо, годишна програма за работата на детската градинка Весели Цветови, годишен извештај за работата на Весели Цветови, план на програми за развој на општина Делчево за 2027 година, буџетски календар за 2027 година, буџет на општина Делчево за 2027 година, одлука за извршување на буџетот на општина Делчево за 2027 година, програма за утврдување на градежното земјиште на подрачјето на општина Делчево, програма за изработка на реконструкција и одржување на патиштата и улиците во општина Делчево за 2027 година, програма за управување со отпад во општина Делчево за 2027 година, оделение, односно мислење за секоја програма и за известување на екскурзии и други слободни активности во основните училишта и средното училиште, програма за одбележување наставни културни манифестации во општина Делчево, програма за промоција на комуникација со јавноста во општина Делчево, програма за спорт на општина Делчево, програма за активностите на општина Делчево за поддршка на граѓанскиот сектор, програма за извршување на јавни работи во општина Делчево за 2027 година, програма за образование на општина Делчево за 2027 година и извештај за реализација на своите надведности член 50. Односно став 1.10 од ЗЕЛС. Тоа се оваа точка, односно предлог за програма за работа на своето општина Делчево во парам расправа. Да некој бар збор и го врши. Благодарам председателе. Само една мала забелешка. Седмата точка, одлука за давање согласност на програмата за работа на ЈПКД Бргалница Делчево за 2026 година, рокот е јануари. Немаме временски период кога ќе закажеме уште една седница за да ја донесеме програмата, затоа предлагам или да се пише дека е февруари, да не ја кршиме програмата за работа на своето, ще не донесеме. Ви благодарам. Забелешката е место и веќе става. Така, дали некој бара друг збор по односна оваа точка? Односно предлог програма за работа на Советот на општина Делчево за 2026 година. Никој не бара, почитувани советници, ве повикувам да гласаме.
Започнуваме гласаме електронски. Проверете. Чекай, малко тук да точкиме. Така, започнуваме со гласа, малко проблем со интернет, како го имаш. Са го има. Сега веќе го има. Може да се. Предлог програма за работа на Советот на општина Делчев. Ето ли медицински брицо? Може би трябва тая вече... Може и грешка да е, ако е изпуштена, ќе се нададе. Мисля дека имаше много брицо, не знам точно. Почитувани советници, ве повикувам да гласаме. Повикувам да гласаме. Годишна програма за работа. Има един мисли, што не е гласал, значи така ли ќе остане? И няма да е грешка. Каде е тоа да Да, ајде. Като има величко, не е гласал. Така, гласањето заврши. Точка број 1 предлог програма за работа на Советот на општина Делчево, гласале 15 за, други нема против, нема издржани. Констатирам дека истата е точка усвоена. Следва точка број 2. Предлог решение за назначување на ликвидатор на локалниот историски, археолошки, етолошки и природно-научен музеј на град Делчево, Пиенец, Делчево. Представител на општината Иван Ивановски, поведете. Почитуван председател на съвет, почитувани съветници. Решението за назначување ликвидатор на локалниот историски, археолошки, етнолошки и природно-научен музеј на град Делчево, Пиенец се донесува врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа, член 35 став 3 од Законот за установите, а е во врска со член 3 од одлуката за престанок со работа на локалниот историски, археолошки и природно-научен музеј на град Делчево, Пиенец. Со ова решение за ликвидатор се назначува Панчо Новоселски од село Звегор, Делчево, досегашно овластено лице за застапување како ликвидатор на локалниот историски, археолошки, етнолошки, природно-научен музеј на град Делчево, Пиенец. Ликвидаторот од член 1 на ова решение е должен да спроведе постапката за ликвидација, да го утврди имотот, врските и побарувањата, да изготви потребна документација, да организира пренос на музејските предмети и да состави завршен ликвидацијски извештај. Ликвидаторот ја представува установата у постапката до нејзино конечно бришање. Ова решение влегува во сила 8 дена од денот на објавување во службен гласник. Благодарам за изложението. Дали некој бара разбор по однос на ова точка? Никој не бара. Истата точка, односно предлог решение за назначување на ликвидатор на локалниот историски, археолошки, етнолошки и природно-научен музеј град Делчево, Пиенец, Делчево, оставаме гласање. Почитувани советници, ве повикувам да гласаме. Еден, две гласа, дали така се остане? Не. Не грешка. Илјана Тодоровска не гласала. Не пишите ли ги? Не, таа се води или не се гласа? Окей, сасвим. А?
Точка број 2, односно предлог решение за назначување на директор на локалните историски археолошки. Гласањето заврши во однос на оваа точка. 11 за, 4 поддржани. Констатирам дека точката е усвоена. Одеме на точка 3. Измени и дополнување за односно на правилникот за утврдување на критериуми, услови и поставка за делување на еднократна парична помош. Ивана, Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на критериумите, условите и поставката за доделување на еднократна парична помош се заснова на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа и член 36 и член 61 став 1 исто така од Законот за локална самоуправа. Член 11 и член 306 став 2 од Законот за социјална заштита, како и согласно програмата за социјална заштита која денес ќе ви биде дадена на дневен ред. Измената во овој правилник е со додавање, значи во точка 3 на две нови мерки: еднократна парична помош за онколошки пациенти, еднократна парична помош за ученици со мускулна дистрофија. По член 5 се додаваат два нови члена, член 5А и член 5Б. Член 5А еднократна парична помош за онколошки пациенти ќе биде доделена на физички лица, жители на општината, заболени од малигни заболувања кои се наоѓаат во активен процес на лекување, односно примање на онколошка терапија со цел облажување на трошоците поврзани со лекување и рехабилитација. Висината на паричната помош ќе биде 10.000 денари. Секој граѓанин има право да поднесе барање до архивата на општина Делчево со документи: вазачка лична карта, медицинска документација и трансакцијска сметка. Ова барање ќе биде разгледувано од страна на комисијата и доколку се исполните условите ќе биде донесено решение за доделување еднократна парична помош, еднократна парична помош за онколошки пациенти. Оде може у предлогот има техничка, на онколошки пациенти. Ова помош ќе биде доделена. Да. Ова семејства, да. Значи ќе биде онколошки пациенти, останато. Значи оваа помош ќе биде доделена еднаш во текот на календарската година. Член 5Б еднократна парична помош за ученици со мускулна дистрофија. Право на еднократна парична помош ќе имаат учениците со постојано живеалиште на подрачјата на општина Делчево, на кои им е дијагностицирана мускулна дистрофија со цел поддршка за покривање на трошоците за придружба при процесот на бајанско лекување кој е неопходен за нивна медицинска рехабилитација. Висината на паричната помош изнесува 20.000 денари. Поставката се поднесува со поднесување на барање од родителот, односно старателот на ученикот, со важечка лична карта, медицинска документација, со потврда за дијагноза и препорака за рехабилитацијски третман и трансакцијска сметка. Исто така и ова барање ќе може барателот да го оствари во текот на една календарска година и значи и по исполнувањето на условите ќе биде донесено решение за доделување на еднократна парична помош од страна на градоначалникот и овде останало еднородителски семејства, значи за ученици со мускулна дистрофија. Значи тоа се тие две мерки. Сакам да кажам дека овие две мерки најпрв имавме како иницијатива. Едната мерка беше по иницијатива на Црвен крст, мислам, другата беше од страна на Сдружение за онколошки пациенти и се потрудивме да излеземе во пресек на оваа категорија на пациенти. Благодараме на излагањето. Отварам расправа по точка 3. Дали некој го разбор по точка метриски? Катастрофален правилник поради тоа што овие две тешки болести се тоа за не дај Боже на никој. Висината на парична помош од 10.000 денари е смешна. Исто така и за ученици со мускулна дистрофија 20.000 денари е стварно смешно. Гледаме дека општината ги изголеми платите на општинската администрација. Има нови 17 вработени што ќе гласаме после за таа точка. Никој не ги прашува пациентите дали имаат пари воопшто да идат да се лекуваат, а ние со 10.000 денари што може да направиме? Ништо. Со 10.000 денари ништо тотално, значи тие се смешни цени, мислам да смешни
пари за лекување на овие тешко болни пациенти. Ја не знам стварно кој тоа го тестирате на крвна помош и го барат овде што крвна група немате барано човек. Он не знае дали ќе преживее. Наистина, ова е правилно катастрофа, значи воопшто не се сеќа. Благодарам. Врска со забелешката на председникот, сакам да кажам дека правилникот е работен врз основа на и согласно програмата за социјална заштита. Таму се предвидени одредена сума на парични средства, програма која вие ќе изгласате на оваа седница. И ние мора да се водиме и по бројот, да речеме, од прилика на бројот на пациенти и бројот на парични средства кои се предвидени в самата програма. Благодаря ви, Ивана. Дали некој бара друг збор по однос на оваа точка? Никој не бара. Јас малку сакам да искоментирам. Поштови советници, значи дај Боже да немаме никакви диагнози на нашите сограѓани во општина Делчево, ама за жал се случува тоа и има. Ама од друга страна треба да знаеме дека и капацитетот на општината го знаеме каков е, а во однос на предложените нови вработувања, односно се донесува програма за нови вработувања, а дали ти има можност да се вработат, тоа е нешто друго. Значи може да не се реализира ни ништо од тоа, така да нашите сограѓани да бидат здрави и живи, да немат диагнози, ама тоа се случува. Ама општината дава финансиска помош колку што може, колку што е капацитетот. Дали некој бара друг збор по однос на оваа точка? Не бара. Почитуваме советници, ве повикувам да гласаме за точка број 3, измени и дополнение на правилникот за утврдување на критериумите, условите и постапка за објавување на еднократна парична помош. Бијан Толска не гласал. А ти да пробаш со интернет? До интернет да легате? Може да има ради повеќе што се Ама мора да се оправи нешто. Не, не. Ако не путите на телефонот, можеш да пишеш. Јас не сакам да гласам. Можеш да питаш, иначе стварно не знаеме дали не би Добро, сега е окей. Затварам гласањето. Поштувани советници, оваа точка, односно број 3, гласањето заврши и со за 15 гласа е усвоено. 0 против, воздржани нема така. Одиме на точка број 4. Решение за именување на членови во надзорниот одбор за контрола на материјалното финансиско работење ЈПК Брегалница Делчево. Ивана, повели. Решението за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење на ЈПК Брегалница се заснова на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа во врска со член 26 став 5 од Законот за јавните предпријатија. Согласно селекцијата што ја направи комисијата и согласно ранг листата и предлогот што е доставено до председателот на совет, значи лица кои што се пријавили успешно ги поминале двете фази за надзорен одбор се Сања Танасова од областа лица од областа на финансиското работење, Николча Трајановска лица од областа на правните работи и Лидија Јовановска член од областа на дејноста на јавното предпријатие. Значи во врска со тој Сања Танасова, Николче и Лидија Јовановска. Сањев од финансиско работење, Николче од правни, Лидија од областа на дејноста на предпријатието.
Лидија Јовановска. Сакам да кажам дека за во надзорен одбор имавме толку пријави и сите беа уредни и го поминаа успешно процесот на селекција. Толку фала. Ивана, отварам расправа по точка. Игор Бошевски поведе. Во кој што барамо службите да ни достават CV-ето на кандидатите и записник од комисијата да видиме дали ги исполнуваат условите. Благодарам. Имаме множество и така, кој е дошол, кој не дошол. Здраве, нека има. Точка број 4. Игор Бошевски. Шуваме. Само за надзорен, за управен немаме. Там имаше грешка, немој да станува збор за грешка, оти не беше ставено управен. Не, победија ги изуправен. Само за надзор. Това е само за надзорен сега. Доволни се? Барем електронско. Седницата. Точка број 4. Решение за именување на членовите за надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење на ЈПК Брегалница Делчево. Образлагање имаше, дебата имаше, дали некој друг бара збор во однос на таа точка. Никој не бара, поштувани советници, ве повикувам да гласаме. Гласањето започнува. Ставете на грбо на Делчево, рефреш. Кликнете само ги каде ќе бъде. Ето каде не. Да, веќе го тек оди гласањето. Това за надзорен. Точка број 4. За надзорен, да. Ангела Танасовска не е гласала. Така не конект. Не, това е така. Еки се стави автор тук и во. Благодаря да слушам. Снеде ли сами? Видиш ли сум? Резултат 10 за, против 20, еден воздржан, еден се изјавува, еден не гласа. Констатирам дека точката е усвоена. Жена Весина Пазар, ќе те замола Маце да се придружуваш. Добро, извинувам се. Демона секој секунда да ме опоменам. Така, точка број 5. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈПК Брегалница Делчево. Решението за именување на членови во управниот одбор на ЈКП Брегалница Делчево се заснова на член 36 став 1.15 од Законот за локална самоуправа, како и член 17 став 3 од Законот за јавните предпријатија. Со ова решение за членови на управен одбор во ЈКП Брегалница се именуваат Илчо Илиев, Татјана Стојковска, Даниела Стојчовска, Наташа Спасевска-Ристова и Дејан Димитровски. А Дејан Димитровски од областа на правните работи, Наташа е од областа на финансиското работење, другите ги исполнуваат условите, сите тројца другите и покрај тоа што законот не бара, сите се во областа на дејноста на предпријатието, технолози или во областа на животната средина. Така да мислам дека кандидатите се добри и во надзорен и во управен одбор, имајќи предвид искуството, имаме сметководители со искуство, имаме правници исто така со искуство. Даниела Стојчовска.
Пичова. Каде е петка да не е случило? Петка. Намерете петка, Не, јас сум ги само Не, размешала. не е проблем това. Така. Завършите, да? Да. Благодариме на заданието на представителите на общината. От точка брой 5 отварям вас дали некој ба разбор. Своето не миски поведа. Арена како кога слушаш, што се или чули или илчули. Јучили. Беше ли си документ? Има ранг, писате ли го? Како кажа? Иличу. Вчера го правих интервјуто. Да, добро. Многу беше, да речем, се на брзина. Социјал да излезем от 10 пека на јавно предпријатие. Ти си погледнувај, да. Така. Дали некој бара друг? Да, имаше уште 20 кандидати, меѓутоа едниот се откажу фазата на интервјуто, значи прати допис дека се откажува, а едниот беше неуреден. Значи вкупно имаше поднесени 10 пријави за управен и за надзор. Дали некој бара друг збор по однос на оваа точка? Никој не бара. Почитувани советници, препорекувам да гласаме. Гласањето започнува. Повелете. Двајца не гласале, Катерина и Горан, дали... Много сам. Еден не е гласал, така ли остава или... Да. Има опции, можности, кои не сака да гласа, да не гласа. Не само да ми останува на това... Но, сега окей. Почнува и гласањето заврши. Точка број 5, односно решение за именување на членови за управниот одбор за Република Богданица е донесено, односно 11 гласа за, тројца против, 1 воздржан. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 6. Предлог одлука за давање на трајно користење на недлични ствари, службени простори на националната установа Центар за култура Никој Јовков обстрел Бочево. Представник на общината Јовковијата Станија. Добар ден, почитувам председател на совет, почитувани советници. Согласно член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа и член 3 став 2 и член 21 од Законот за користење и располагање со ствари во државна собственост и со ствари во општинска собственост, пред вас е одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари. Тоа се службени простории на Националната установа Центар за култура и се наведени во членот 1 кои се просториите. Недвижните ствари, опишани во одлуката, се наоѓаат во спомен домот Аснов, на катот каде што моментално се одржува и седмицата. Истите се даваат на трајно користење без надомест. Со договор за користење помеѓу општина Делчево и Центарот за култура ќе се дефинираат дополнително правата и обврските што ќе произлезат меѓу двете договорни страни. Со оваа одлука ќе престане одлуката од 2011 година со која веќе им одредени простори беа отстапени на Центарот за култура. Во прилог на одлуката е и графички приказ за детално каде што се прикажани просториите. Разликата меѓу 2011 година одлуката што помина и сега во предлог одлуката е тоа што општината си ги зема просторија 2 и просторија 8. Просторија 2 ќе биде за вработени на општината во нејзе ќе се сместат, а просторија 8 е оваа просторија каде што моментално се одбива седмицата на совет. Исто си ја земаме од користење на Центарот за култура. До сега беше на Центарот за култура. Благодариме за излагањето. Отварам расправа, дали некој бара збор однос на оваа точка. Точка број 6. Некој не бара, почитувани советници, ви повикувам да гласам. Повелете да гласам.
заседанието заврши, го затварам. Точка број 6, односно предлог одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари, службени простории на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров, Делчево. Гласањето по оваа точка заврши, за гласове 14, 1 воздржан. Констатирам дека точката е усвоена. Одиме на точка број 7. Точка број 7, односно предлог одлука за давање на трајно користење на физичка ствар, ФАП товарно специјално противпожарно возило за јавното комунално предпријатие Беганица Делчево. Представникот на општината го даде представување. Повелете. Почитувам председателя, во одлуката, во решението за свикување на седница, се надевам дека е ненамерна грешка, се работи за времено користење на движната ствар, во материјалите кај вас си стои како треба, времено користење се дава на Брегалница, ФАП товарно специјално противпожарно возило, врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа, член 3 став 2 од Законот за користење и располагање со ствари во државна и со ствари во општинска собственост. Возилото, собственост на општина Делчево, а за користење дадено на територијалната противпожарна единица, ќе се даде на времено користење на ЈПК Брегалница. Поопширно да ви кажам дека ова возило секако на барање на комуналното предпријатие се дава од страна на службата на противпожарната единица, но имаме увидено дека бидејќи сменски располагаат со мал ограничен број на персонал во самото противпожарно предпријатие, има отежната работата за дополнително ангажирање на луѓе кога го даваат на користење на ова возило. Обично се дава за комунални услуги, за миење на улици, за отпушување на шахти и канализација и така натаму. А од друга страна има сменето цистерна за вода која е потешка од вообичаената, значи кога дојде ред да се смени како дел цистерната за вода, се е ставена потешка цистерна која го оневозможува ефективното користење на возилото за потребите на пожарното, бидејќи обично они го користеле во шумски пожари на терен, а со новата цистерна се преоптеретува, има поголема маса самата цистерна и движењето на самото возило е поприкладно за во градската средина и затоа за да се искористат доволно ресурсите општински, наместо во пожарното ќе биде на времено користење во Брегалница, во комуналното предпријатие и ќе им служи за комунални работи, миење, како што кажат, на улици, отпушување на шахти, канализации, буквално активност на самото предпријатие. Што се однесува за трошоците при користењето, одржувањето, резервни делови, сервисирање и регистрација се натовар на нас, на општината. Благодарам за забавењето. По оваа точка број 7, отпарам расправа. Тони Свенковски поведа. Спомнувате времено користење, дали е предвидено некој план да донесете, например, кога знаете дека во мај месец до ноември ризикот од пожари е голем. Дали тоа возило пожаркарите ќе трчаат до јавот пред да го земат за да пожар да гасат или како тоа ќе се реши на пример? Јас сега ви кажам дека со консултација со командирот од пожарното, ова возило е отежнато да се користи при шумски пожари на терен. Затоа што има претешка цистерна за вода, се работи за ФАП 13, цистерната е од озгоре врз самото возило и при искачување на стрмни површини и во шумски предели создава опасност од превртување на возилото. Јас право знам дека ФАП за сега. Ето тој. Да, ама има цистерна која Што е земен, не работи аеропланство. Значи тој требаше да биде направен за таа функција, бидејќи ФАП се купува на непристапни терени, а овај мано што е расипан веќе 6-7 година. Значи тоа е за градска средина, мислам дека е наменета, ама тој не е поправен сигурно за тоа. Не, поентата ми е дали во случај на пожар, дај Боже, значи дали ќе биде земено возилото од пожарната служба за гасење на тој пожар. Каде да биде? Бидејќи ако они има две возили, две. Ова е за градска ќе биде отстапено. Bitno je дека ова е предвидено повеќе да се потребува за чистење во градската средина. Влазницата за вода, што е дадена
на самото возило, по-практична примера ќе најде за чистење во комуналното, отколку да биде во готов во случај на, не дај Боже, избивање на пожар. Самото возило нема толкава моќност за да изгаси шумски пожар или да отиде на шумски предел, бидејќи истото возило е постаро. Ова е ФАП 13 цистерна за вода, едно од постарите возила во комуналното предпријатие. Дали Јас одговорам. Значи, ако се случи пожар, со информации исто така и од општината и од пожарното, помашно кажано, ова возило е оттежнато, пак старо и нема капацитет да врши истата намена за која што видиш. Затоа е ставено на локално ниво само да оди, да не кажем помашно да се движи поравно, затоа што нема капацитет да се искачува на ускони, оттежнати терени, кои ќе се напълни исто со вода, уопшто не може да се движи. Не може да се користи за време на пожар, за това што нема капацитет. Само тоа возило. Не може да заврши никаква работа. Оти не може да искачи до Голак. Не до Голак. Зборуваме за град Делчево. За град Делчево, други. за град Делчево е тоа, мислам, не дај Боже те, ако се, за дека може да помогне нешто. Односно тоа. Иначе за стрмни и високи терени нема капацитет кој ќе се напълни со вода цистерната и Председателот да дума. Ало. Мате респект. Че ние не можем да доведеме шофера, кој ќе го вози по предпријатие. Това е друго. За да бидат најточни информациите, едно барање до командирот ќе отвори во писмена форма или или на наредна седница може да повикаме да ви одговориме сите прашања. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Никој не бара. Истата точка, односно точка број 7, предлог одлука за давање на времено користење на, веќе го смениме тука времено. Ве повикувам да гласаме за оваа точка. Гласањето започнува. Горе Давидовски не гласал. Готово. Гласањето заврши за 14, еден воздржан. Констатирам дека ова точка е усвоена. Одиме на точка број 8. Извинувам се по Стефанија има уште една точка, ставува збор за 31. што ќе расправа? Прифаќање донација. Да, донацијата. Поради фактот, одиме на 31, затоа што истата точка е на Стефанија, за да ослободиме и односно 31 точка предлог одлука за прифаќање на донација од друштвото за тргови и услуги МД Rentals Доел Скопје на нова вакуумска метларка, односно машина за чистење на улици. Благодарам, председателе. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа, член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и член 10 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, ви ја предлагаме одлуката за прифаќање донација од Друштвото за тргови и услуги МД Rentals Доел Скопје. Истите донираат нова вакуумска метларка, тоа е машина за чистење на улици. Донацијата согласно Законот за донации и спонзорства не создава никаква корист за давателот, ниту обврска за враќање од страна на примателот на донацијата. Доколку биде прифатена одлуката, Оделението за правни работи ќе изготви договор и градоначалникот ќе биде овластен да го потпише истиот. Ова точка број 31 отварам расправа, дали некој бара збор? Никој не бара, ставува збор за донација, ве повикувам, тогаш да гласаме. Гласањето започнува.
Цел. Дали до интернету види, дали ще не си гласувал по всеки гласувал. Гласањето заврши сите советници гласа, завршено гласање. Резултатите под оваа точка се за 10, 5 воздржани. Констатирам дека точката 31 е усвоена. Председателя, Да, овој. може да повторим гласањето, случајно го сменихме глас и Добро. Повторно гласање се извинуваме на точка 31 поради техничка грешка. Започнуваме со гласањето повторно на точка 31. Поведете да гласаме. Сите сме гласани. Второ гласање завршено. Резултатот од истото е 11 за, 4 воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. Се враќаме на точка број 8. Предлог програма за извршување на јавни работи за 2026 година. Представникот на општината Поповица. Почитуван председател, почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација. Пред вас, почитувани советници, програмата за завршување на јавни работи за општина Делчево за 2026 година, која е донесена врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа, а е во согласност со член 42 став 1 точка 5 од статутот на општината и член 83, 84, 85 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Оваа програма на територија на општина Делчево ќе се имплементира од месец февруари до месец декември 2026 година. Ангажирани ќе бидат невработени лица на 4 часовно ангажирање, со тоа што значи ќе им се исплаќа 800 денари по час или за еден месец работа износот ќе биде 17.600 денари. Општината исто така за вршење на ваков вид услуга врши и осигурување во случај на несреќа, како и исплаќање на персоналниот данок кој што е натовар на општината. Во точка 4 од програмата можете да ги видите активностите, во интерес на времето да не ги читам сите. Обично таа програма дава резултати, може и самите да видите на терен што се работи. Програмата се имплементира на територија на општина Делчево од 2005 година. Само што сакам да искажам дека еден месец средствата се обезбедуваат преку Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, со тоа што значи поднесуваме апликација, но нив согласно оперативниот план за вработување и ни се одобруваат средства во висина значи на тоа колку ќе побараме лица. Да. Благодариме представител на општината. Отварам расправа, дали некој бара збор по однос на оваа точка? Тоа е Ставенковски. Да, председателя за числата се обезбедени од Агенцијата за вработување, така ли? Еден месец. Еден месец. Да, еден месец, значи аплицираме по оперативниот план, се објавува јавен оглас на веб страницата на Агенцијата за вработување. Аплицираме значи проект, кој што значи проект во согласно со програмата се финансира еден месец значи од До месец Програмата до крај, да, до крај на годината. до декември 2026. Да. Ако во случај за другите 11 месеци не се најде средства, како ќе се реализира оваа програма? Нема да ја реализираме, како лани што не ја реализираме, чисто таму, нема да ја реализираме, ако нема финансиски средства. А инаку вие гледате дека тие луѓе се веќе на терен, значи работа. Вие сте сведоци дека тие луѓе работат. Дори можем да кажем повеќе од вработените во јавното предпријатие и во другите предпријатија. Тврдивме дека ќе биде 11 месеци, од која програма и од која ставка ќе се земаат пари од буџетот? Советниче писмено ќе ви дадам одговор, во направам консултации со секторот за финансиска прашања. Добро, благодарам.
Дали некој друг бар збори односно ова точка, точка број 8? Ако не бара, тогаш почнеме советници и ја повикам да гласаме. Гласањето започнува. Колегите. Гласањето сите гласа, гласањето заврши. Резултатот истото е 12 за, 3 се воздржани. Констатирам дека точка број 8 предлог програма за извршување на јавни работи за 2026 година е усвоена. Одиме на точка број 9. Предлог одлука за ослободување од партиципација на деца роми на возраст од 3 до 6 години за престојот во детските градинки, што се од социјален ризик за учебната 2025-2026 година. Почитувани представник од општината, поведете. Благодарам. Оваа одлука се донесува секоја година на седница на Совет на општина Делчево и сакам да кажам дека оваа програма, именно овој проект се имплементира на територија на општина Делчево од 2006 година. Проектот е инклузија на деца во предучилишно образование и согласно подпишаниот договор помеѓу општина Делчево, Министерството за социјална политика, демографија на млади, во член 3, каде што имаме обврски за општината, е предвидено да се донесе ваков вид на одлука за ослободување од партиципација на деца роми на возраст од 3 до 6 години за престој во детските градинки што се во социјален ризик во учебната 2025-2026 година. Благодарам за... Да, станува збор за 15 деца, бидејќи и во самиот договор толку се дефинирани, а и во соработка со општинската јавна установа детска градинка, значи однапред се земаат генерацијски колку деца ќе бидат опфатени, така се прави и договорот. Благодарам за излагањето. Дали отварам расправа, дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доктор Андријан. Дали со оваа одлука се опфатени сите деца роми? Така разбрав, нели? Сите деца, 15 деца роми кои што во одредена генерација партиципираат во детската градинка. Може да се деси повеќе. Па нема, обично календарски се земаат податоци од вакцинација во соработка со детската градинка и таа бројка значи произлегува и е точна. Става збор за деца од една генерација? Од една генерација, да. Од 3 до 6 години. Фактички се се толку? Се на се са толку, сите, нема значи... некој избор за селекција? Нема избор за селекција е дека се селектираат врз база на това што значи родителите треба да се навработени, има значи тие што се социјални. Има си стандарди. Има стандард. Благодариме. Тоа што некој бара збор, повелете. Затоа за подрка оваа одлука, ја поддржам и сега, мислам јас ќе поддржам. И се надевам дека во нареден период сите дечиња ќе бидат ослободени од партиципација за паѓање на градинката, бидејќи ние подесуваме иницијатива во претходниот состав, сите деца, не само роми, значи сите деца да бидат ослободени. Тоа во некоја наредна година, мислам во некој нареден период, бидејќи сега гледаме државата во колапс и општините така да ќе поддржиме оваа одлука за дечињата. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор по однос на оваа точка? Некој шеги после состанок. Ќе молам за внимание. Дали некој друг бара збор по однос на оваа точка? Никој не бара. Почитувани советници, да повикам да гласаме. Гласањето започнува. Гласањето заврши, сите советници гласале со 15 за. Констатирам дека оваа точка број 9 е донесена. Благодарам. Благодарам и на вас. Одиме на точка број 10. Предлог програма за социјална заштита на општина Делчево за 2026 година.
Во ово представител на општината Сузана Повели. Почитувам председателе. Може ли? Да, сега го дадох избор. Почитувам председателе, почитувани советници. Предлог програмата за социјална заштита на општина Делчево за 2026 година, која ви е доставена на разгледување, се донесува врз основа на Законот за социјална заштита, Законот за заштита на децата, Законот за семејство, Закон за превенција и спречување и заштита од семејно насилство, Законот за локална самоуправа, Националната програма за развој на социјалната заштита и други стратешки документи на национално ниво и е во согласност со правилниците и интерните акти што ги имаме донесено на општинско ниво. Инаку, оваа предлог програма уште во декември месец испратена на мислење во Министерството за социјална политика, демографија и млади, од каде имаме добиено позитивно мислење, што е еден од условите за донесување на оваа програма. Во воведниот дел имаме општи карактеристики за општината кои што се застапени скоро во сите програми кои што ги донесува Советот на општината, па и општинската администрација. Понатаму вија цитирав поидовната основна, односно законската основа врз која се донесува оваа програма. Во делот 3 наведени се институционалните капацитети на општина Делчево за спроведување на оваа програма и социјалниот план. Понатаму следат активности на Советот за социјална заштита, општинската администрација, образовните институции, податоци имаме тука за образовните институции, за бројот на ученици, воспитно-образовните институции, здравствените институции, АВРМ, невладините организации и други. Значи, тоа се институции, организации кои што на индиректен или директен начин се застапени во имплементацијата на оваа програма за социјална заштита. Активности и мерки кои што ќе се преземат за реализација на програмата за социјална заштита на општина Делчево за 2026 година опфаќаат помош на социјално загрозени семејства, помош на социјално маргинализирани групи, самохрани родители, роми, деца во судир со законот и така натаму. Помош на лица семејства погодени од несреќи и други елементарни непогоди, помош на невработени лица кои тешко се снаоѓаат на пазарот на трудот, помош и грижа за стари изнемоштени лица, помош и грижа за лица со посебни потреби, за деца од предучилишно образование и воспитание. Значи, тука, ако ги погледнете предходните програми, ќе видите дека во програмите за социјална заштита ни биле застапени мерките и активностите за учениците и студентите, но од кога се почна да се прави посебна програма за образование, овие мерки се изоставени од оваа програма. На крај се опишани и новите социјални услуги, односно дел од нив веќе се имплементираат, ќе кажеме подосна, но има многу социјални услуги кои што очекуваме во наредниот период да почнат да се работат и кај нас. Во делот на парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица, опфатени се физички лица по основ на материјална загрозеност, болничко лекување и елементарни непогоди,
Еднократна парична помош за еднородителски семејства. Оваа мерка за прв пат е застапена во програмите на општина Делчево. Значи, оваа помош ќе се доделува на еднородителски семејства кои што се регистрирани како еднородителски семејства во Центарот за социјална работа и ќе добиваат еднократен паричен надоместок еднаш во годината. Еднократна парична помош за онколошки пациенти. Значи, и оваа мерка е за прв пат воведена во програмите на општина Делчево за социјална заштита. Значи, и по оваа мерка онколошките пациенти кои што во тековната година се изложени на третмани, медицински третмани, ќе добиваат еднократен паричен надоместок од 10.000 денара од општина Делчево. Понатаму хуманитарни пакети во храни и средства за хигиена, тоа редовно го планираме во секоја програма, но морам да кажам дека најголем дел од овие пакети секој пат се обезбедени од општествено одговорни компании, така да има дел и кои што и општина Делчево ги доделува, но по повод на празници, некои настани, секој пат и општината излегува во пресред на овие лица. Еднократната парична помош за згрижувачките семејства исто изнесува 10.000 денара за секое згрижувачко семејство. По овој основ предвидени се средства во износ од 1.350.000 денара. Понатаму следи мерката помош на невработени лица кои тешко се снаоѓаат на пазарот на трудот. Во овој дел застапена е ангажирање на невработени лица за општинско корисна работа и ангажирање на невработени лица за изведување на јавни работи по програмата за јавни работи, кој што мислам дека во претходните точки ви беше образложено. За оваа мерка предвидени се вкупно 3.712.000 денари, од кои што од Министерството за социјална политика, односно АВРМ, ќе бидат обезбедени 1.962.000 денари, додека од буџетот на општина Делчево 1.750.000 денари. Во делот 5.3 се опишени мерките и активностите во однос на заштита на стари и изнемоштени лица, кои што ќе се спроведуваат првенствено преку социјалните услуги кои што ги даваат овластените, лиценцирани невладини организации за таа намена. Во моментов имаме две лиценцирани невладини организации, тоа се Бравура кооператива и Општинската организација на Црвен крст, кои што ги нудат овие услуги и мислам дека по сите наши анализи и истражувања, па и од контакти со корисниците на овие услуги, доста добро се спроведуваат овие услуги. Мислам дека мерката што беше предвидена негде од 2020 година, овие услуги да се даваат токму преку невладините организации е добра мерка и се види дека невладините организации подобро се справуваат со тие активности и мерки отколку институциите кои што во тој момент нудеа услуги кои што не беа на задоволително ниво. Во делот 5.4 помош и грижа на лица со посебни потреби, значи тука имаме поопфатна анализа, ќе видите, бидејќи минатата година, 24-та година, се спроведе социјално мапирање на лицата со посебни потреби, така да конкретно се дојде до еден резултат за бројката на овие лица, за нивните категоризации и други основи, така да веќе имаме основ по кој ќе предвидуваме мерки и активности за заштита на оваа категорија на лица.
Во делот на парични средства кои што се обезбедуваат за овие лица, предвидено е еднократна парична помош за рехабилитација на ученици со мускулна дистрофија. Значи тоа е мерка која што за прв пат исто ќе се спроведува во нашата општина. По предлог е на невладините организации, бидејќи од истражувањата кои што тие ги имаат направено, значи имаме ученици со мускулна дистрофија на кои што трошоците за рехабилитација им се покриени, но не се покриени трошоците за престој на нивните родители во центрите за рехабилитација, така да ние во тој дел ќе излеземе во пресрет на родителите. Со оваа мерка ќе ги покриваме трошоците на родителите во центрите за рехабилитација на тие ученици. Понатаму предвидено е изградба на пристапни рампи, бидејќи никој пат не е доволно изградбата на овие пристапни рампи. Многу институции се уште се соочуваат со тој проблем. Чествување на настани посветени за лицата, формирање на датабаза на податоци за лицата со посебни потреби и така натаму. Значи, за овој дел предвидено е 260.000 денари од буџетот на општина Делчево. Понатаму во делот 5.5 детска заштита, помош и грижа на децата од предучилишно образование и воспитание. Тука имаме парична помош за секој новороденче. Оваа година зголемен е паричниот износ за секој новороденче, така да од 3.000 денари износот е зголемен на 4.000 денара. Еднократен паричен надоместок за прво новороденче, 10.000 денара, инклузија на деца роми во јавната установа детска градинка Весели Цветови. Тоа е за истата мерка за која што претходно колешката ја образлагаше одлуката. Исто така предвидено и ослободување на партиципација за престој во детската градинка Весели Цветови за самохрани родители, која што мерка е неколку години застапена. Дворно уредување на новата градинка во населба Стара Садник, парична награда за секое прваче, значи еве и овде имаме зголемување на износот од 3.000 денара на 4.000 денара и неколку други мерки. За оваа намена во програмата е предвидено средства во износ од 8.367.339 денари, од кои од Министерството за труд ќе бидат обезбедени 795.000 денари, додека од буџетот на општина Делчево 7.572.339 денари. Последниот дел од програмата е промовирање на нови социјални услуги и зајакнување на веќе постоечките услуги. Значи, ние имаме развиено неколку услуги во нашата општина и тоа преку овластени даватели на услуги, како што реков, Општинската организација на Црвен крст и Бравура кооператива. Значи, тие работат со грижа, нега и грижа за стари лица, работат, Општинската организација на Црвен крст ја има и услугата за лична асистенција, додека пак Сдруженијето Бравура кооператива работи на услугата рехабилитација и реинтеграција на лица со посебни потреби, советодавно и советовалишна тераписка работа со социјално загрозени категории, значи и таа услуга се спроведува. Од минатата година, крајот на минатата година,
по наша иницијатива општинска, доделени им се нови простори на Сдруженијето Бравура кооператива и тоа во старата касарна, кои што претходно беа со одлука на влада доделени на општина Делчево, но по наша иницијатива, бидејќи и нашето барање од Министерството за одбрана да ни се доделат беше по основ дека таму ќе се развиваат социјалните услуги и ќе работат невладините организации. Затоа и општина Делчево овозможи доделување на неколку простории од таа зграда на Сдруженијето Бравура кооператива, токму за реализација на тие социјални услуги. Има дел кој што се уште во истата таа зграда за која зборувам, има дел кој што уште може да биде искористен и од други невладини организации, така да сметаме дека тоа ќе прерасне во еден центар за развој на социјални услуги. Во последниот дел, значи даден е точно еден табеларен приказ на програмата за социјална заштита за 2026 година по ставки. Нема да ви ги читам, значи само ќе кажам дека за оваа програма предвидени се вкупно 13 милиони 689 илјади 339 денари, од кои од Министерството за социјална политика и од други донатори ќе бидат обезбедени 2 милиона 857 илјади денари, додека од буџетот на општина Делчево 10 милиона 832 илјади 339 денари. Според нашите проекции, ова е една од најголемите, да не речам, со најголем буџет програма за социјална заштита. Се надеваме дека ќе биде во целост реализирана, така да очекуваме и помош и од невладините организации и од Министерството за социјална политика, така да сметаме дека и ќе биде реализирано тоа што е предвидено. Ви благодарам. Благодарам на вашето излагање. Поштовани советници, по однос на оваа точка, однос гласме на даден кога разборник и да увеши. Благодарам, председателя. Почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, почитувани граѓани на Делчево. Кога зборуваме за програмата за социјална помош, не зборуваме за бројки, ставки и проценти. Зборуваме за луѓе, за семејства во Делчево кои секој месец се прашуваат дали ќе можат да ги платат сметките. За деца кои одат на училиште без основни услови, за стари лица кои живеат сами и заборавени. Реалноста во Делчево е јасна и не смееме да ја игнорираме. Трошоците за живот растат, приходите стагнираат, а социјалната помош често доаѓа доцна или во недоволен обем. Како советници имаме одговорност пред граѓаните на Делчево да донесуваме одлуки што ќе им помогнат денес, но и ќе им дадат надеж за утре. Социјалната политика мора да биде политика на грижа, а не политика на форма. Затоа апелирам оваа програма да се дополни со конкретни, мерливи и правично насочени мерки кои навистина ќе стигнат до оние на кои им се најпотребни. Неопходна е директна и континуирана помош за најранливите домаќинства. Еднократните исплати не го решаваат проблемот кога семејствата секој месец се борат со сметки за струја, вода и грејење. Граѓаните не бараат луксус, бараат достоинствен живот. Затоа во делот 5.1 од програмата парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита за одредени категории на лица, предлагам да биде додадено субвенционирање на сметки за струја, вода и грејење, бидејќи тоа е најчестиот проблем што го посочуваат граѓаните. Понатаму, децата не смеат да бидат жртви на сиромаштијата. Нашата обврска е да обезбедиме подршка за училишен превоз и оброци за деца од социјално загрозени семејства. Да им помогнеме на младите од Делчево кои сакаат да се школуваат, но немаат финансиски услови. Посебно мора да водиме грижа за децата со попреченост и нивните семејства. Тие секојдневно носат тежок товар. Затоа во делот 5.5 детска заштита, помош и грижа за децата од предучилишното образование и воспитание, предлагам да бидат додадени финансиска подршка за оброци за деца од социјално загрозени семејства,
подршка за деца со попреченост, со покривање на трошоци за терапија и превоз, и да се додаде посебни мерки за млади одделчеви кои сакаат да се школуваат, но немаат финансиски услови. Понатаму, старите лица заслужуваат повеќе од символична помош. Пензионерите со ниски примања и осамените стари лица имаат потреба од поддршка во домот, финансиска помош и чувство дека не се оставени сами. Дозволете да цитирам еден дел од истражувањето во предлог програмата. Цитирам: Центарот за социјални работи констатира дека на подрачјето на нашата општина живеат околу 188 стари изнемоштени лица, 103 жени и 85 мажи, кои живеат сами од разни причини. Немаат блиски роднини, децата заминале да работат во друг град или во странство. 62 постари лица се без семејна грижа, 35 жени и 27 мажи, а 22 од нив се без никакви примања, 13 жени и 9 мажи. Ке нагласам, 22 стари изнемоштени лица кои живеат сами се без никакви примања. Овој факт не можеме да го премолчиме и на ова не можеме да замижиме. Мора итно да реагираме, да подадеме рака и да помогнеме. Затоа во делот 5.3 социјална заштита на стари изнемоштени лица преку социјалната услуга помош и нега во домот, предлагам да бидат додадени еднократна и сезонска финансиска помош за пензионери со ниски пензии и да се додаде воведување на редовна финансиска поддршка за најзагрозените. Понатаму, поддршката за лицата со попреченост мора да биде реална, а не декларативна. Пристапни институции, помагала и континуирана грижа. Тоа се основни човекови права, а не привилегии. Затоа во делот 5.4 помош и грижа за лица со посебни потреби предлагам да бидат додадени субвенции за медицински и ортопедски помагала и поддршка за рехабилитација и континуирана грижа. Почитувани, семејствата кои денес имаат потреба од социјална помош и заштита не се во таа состојба по своја волја. Тие се таму затоа што животот некој знае да ги стави пред искушенија за кои никој не е подготвен. Болест, нерадена загуба на работа, смрт на близок, семејна трагедија или долготрајна сиромаштија што се пренесува од една на друга генерација. За секоја бројка и статистика стојат луѓе со своји соништа, стравови и надежи. Родители кои секојдневно се борат како да обезбедат основни услови за своите деца. Деца кои се заслужуваат безгрижно детство и постари лица кои по години честна работа се нашле во ситуација на несигурност и осаменост. Нашата обврска како заедница е да покажеме разбирање, емпатија и вистинска грижа. Социјалната помош не е знак на слабост ниту милостина. Таа е право и израз на човечка солидарност. Таа е порака дека никој не е заборавен и дека општеството стои за оние кои привремено паднале за повторно да застанат на нозе. Грижата за овие семејства не смее да биде формалност, туку искрена и континуирана поддршка. Начинот на кој се однесуваме кон најранливите е вистински показател за нашата човечност и за вредностите на општеството што сакаме да го изградиме. Во прилог на тоа, повелете председателе, имаме 4 амандмани. Според деловникот, барам 10 минути просто да ги разгледате и да одлучуваме по нив. Океј, пошто од страна на Игор Башевски советник се поднесени амандмани, предлагам 15 минути да ги разгледаме и да знаеме да видиме како да постапиме. 10 минути пауза. Еден, два, три, 4, 5. Да, прво. Ставате предлог. Почнуваме. Имаше поставени од Игор Бошевски 4 амандмани, веќе се електронски поставени. Отварам започнувам гласање, фактично за првиот амандман. Парична помош, ќе ве мола да се слушаме додека не видиме збор да не коментирате без потреба. Значи, ако сака некој да коментира, дига рака и коментира гласавате и ние ќе го слушаме. Ама така да се убацуваме да не кажа да не бидеме културни, нема да го дозволиме. Амандман за точка број 10, односно погледа парична помош и обезбедување на посилни мерки и услуги за социјална превенција и заштита за одредени категории на лица. Го става на гласање, ве повикам да гласаме. Кој е за да гласа?